А граѓаните од државите од регионот, како и кај нас, некогаш се пред избор дали парите да ги потрошат за храна или пак да ги дадат за лекови, па мора да се решат за едно од двете. Иако покриеноста кај нас со лекови во последниве години е подобрена, сепак високите цени остануваат голем товар и голем предизвик за пациентите. Последните анализи велат дека една семејство троши околу 25% од семејниот буџет токму на лекови. Токму затоа и лекарите и фармацевтите со предлог кои лекови треба да се најдат на следното проширување на позитивната листа, но ова се само дел од темите кои што ние утрово ги дискутираме со нашите соговорници. Велам добро утро за доктор Мивлудин Куч, подпредседател на Сдруженијето на приватни доктори. Добро утро, доктори. Добро утро на вас и на гледачите. Заедно со нас и Билјана Божиновска, магистар фармацевт и член на Сдруженијето на приватни аптеки. Добро утро, Билјана, и за вас. Доктор Кучка, ајде ќе започнеме со вас. Новото проширување на позитивната листа го поздравија пациентите. Што велите вие лекарите на оваа тема? Ќе се намали ли редот на граѓани кои што купува со години лекови приватно? Па за поздравување е ова иницијатива што ја презедоа новиот министер и новите директори на фондот, бидејќи листата за проширување на лекови не е ревидирана од 2012 година, така да ова е прв чекор за проширување на таа листа со цел да се подобри подобро лекување на пациентите, со цел да пациентите не мора да ги купуваат тие лекови со своји средства, него да идат на товар на фондот. Листата за проширување сега првично се 9 лека, мислам дека се околу 9 лека, со тенденција да понатака бидат да се воведат и нови проширувања. Едино се со цел да пациентите имат поефикасно здравствено лекување. Новите лекови што се воведени, комисијата што ги донесе тие одлуки требаше да има увид, бидејќи ние препорачувавме да се воведат и сите овие 9 лека се фиксни лекови. Постојат и лекови кои што се комбинирани. Ги дискутираме подоцна, да. Значи и тука требаше и некои од тие лекови да се предвидат, за да пациентите не мора да се оптоваруваат. Например, тие лекови доволно е едно апче да се пие. Во тоа едно апче имаме три лека. Значи не мора да се пијат 3 апчиња, доволно е само едно апче да се. Значи, големо олеснување за пациентот и за... Олеснување, доктор, ако имаме предвид дека 1/3 од лековите на позитивната листа низ годиниве не се употребуваа поради новите генерации на лекови, секое дополнување на листата секако ќе биде олеснување за семејниот буџет. Па да, затоа и ние настојувавме последниве 10 години, при секој наш контакт со Министерство или со фондот, настојувавме да се воведат новите лекови, се со цел пациентите да имат посовремено и подобро начин на лекување. Билјана, фармацевтите го поздрави ова ново проширување на позитивната листа, но велите не сме завршиле комплетно работа, бидејќи се уште голем е бројот на лекови од кои граѓаните имаат потреба, не се на позитивна листа, па треба да ги купуваат приватно. Така, секоја иницијатива е поздравена и од Сдруженијето на приватни аптеки, затоа што потребата за проширување е многу одамна. Оно што можеме само да го споменеме е дека пациентите се соочуваат со многу често полифармација, употреба на повеќе лекови, и тоа го отежнува комплиансата, односно адхеренцата на терапијата. И токму заради тоа, докторот спомена, есенцијалната листа, која што треба да е ревидирана, не е ревидирана од 2012 година, па според новите упатства и како треба да дојдат и нови проширувања и нови генерики, бидејќи 9 генерики, од прилика 87 лека се нови во позитивната листа сега донесени со последната промена. Меѓутоа, со тоа не завршува начинот и достапноста на лековите за пациентите, затоа што
Она што мора да се ревидира и новите упатства на најновите третмани, затоа што пациентите во Македонија заслужуваат најсоодветен третман, бидејќи тоа не е трошок на фондот. Тоа е заштеда на фондот, бидејќи на тој начин се намалуваат компликациите кај пациентите, поретки болнички хоспитализации, што на крајот од денот го штеди и државниот и домашниот буџет. Доктор Куч, кога се договаравме во текот на вчерашниот ден за разговорот, ми споминавте одлично е проширувањето на листата, но сега и ние докторите сме исправени пред бројни предизвици во однос на препишувањето. Што конкретно е проблем? Па вака, значи, ретко кој знае дека ние матичните доктори имаме буџет кој е предвиден за препишување на лекови. Значи, тој буџет е проектиран на тромесечно ниво. И ако се надмине тој буџет, тогаш се задржуваат, да не речам, се казнуваат матичните доктори со одредена сума, зависи колку е пробиен тој лимит, дозволениот лимит на лекови. Затоа по преговорите ние настојувавме секое ова проширување да го следи и зголемување на тој лимит, на дозволениот лимит кај матичните доктори, или ако е уште подобро можноста да тој се тргне, мислам да се направи некоја друга комбинација, софтверска или некоја комбинација што ќе ги ограничува докторите да препишуваат енормен број на лекови, да не може да препишуваат енормено. Значи, тука треба да се поработи малку и тогаш и докторите нема да бидат инхибирани да стално се у некој страв да не го надминат тој дозволениот лимит и да се во стална коализија со пациенти, да не може тој лек. И втора работа е што имаме дел од тие лекови мора да бидат по препорака на специјалистички извештаи. И тука се соочуваме со еден проблем, што мораме на одреден период да ги праќаме пациентите кај специјалистите за да им продолжи терапија. Дали е тоа 3 месеци, 6 месеци или на годишно ниво. Кога зборуваме за проблеми и предизвици, најголем предизвик е граѓаните, од кога знаеме за себе тука, кога станува збор за позитивната листа и за лековите, тоа што многу често и се случува да ги нема. Некои од лековите што им се препишани на граѓаните, па мора да бараат алтернатива. Ги има ли лековите од позитивна листа во аптеките? Каква е ситуацијата овој период? Лековите од позитивна листа вообичаено и најчесто се достапни во сите аптеки, меѓутоа понекогаш се случува дефектура од одредени производители, поради што ние фармацевтите, а на некој начин и лекарите сме приморани да на пациентот се издаде истиот лек со истиот состав, меѓутоа од друг производител. Секако она што е многу важно во делувањето на секој лек е оној психолошки плацебо ефект каде што пациентите се врзани за одредена производна куќа, за жал се соочуваме со одредени дефектури, па токму тоа е она што понекогаш пациентите ги вознемирува кога не може да дојде до првично препишаниот лек, оној со кој што ја почнале својата терапија. Меѓутоа, она што е за поздравување е што, за разлика од докторите каде што квотите и преписите се ограничени, во аптеките имаме неограничени квоти, што значи дека пациентите од 1 до 30 во месецот може да дојдат до својот лек, заради тоа што порано, годините наназад, каде што и аптеките беа ограничени со одредена квота, таа квота се трошеше некаде до 10 или 15 во месецот, па пациентите беа приморени леко да го купат на приватно. Сега тоа не е пракса, што значи дека сепак имаме некои промени во добробит на достапноста на тие лекови до пациентите. И дефинитивно она што јас сепак зборуваме за проширување на листата, би ги охрабрила сите или регистратори на лекови, оние кои што ги регистрираат лековите во оваа држава, да повторно нели поднесат барање до комисијата за проширување на лекови, затоа што и од тие барања зависи колку листата побрзо нели ќе ги добиеме оние есенцијални и потребни лекови за нашите пациенти, заради тоа што тоа е сепак еден сложен процес. Ние можеме тука да зборуваме едноставно да го поздравуваме нели потегот, проширена е листата, ова е само еден почеток, меѓутоа тоа е еден систем во кој што сите ние мора заеднички да сработиме, почнувајќи од увозниците на лекови, да поднесат барање до комисијата за проширување на листа, па до сите понатамошни
потреби, специјалисти, субспецијалисти, кои се дефинитивно оние најнови лекови кои што се неопходни за правилен третман на индикациите ке пациентите. Докторе, новите лекови на позитивната листа се за хронично болните. Статистиките велат дека најголем број од пациентите во нашата држава се токму хронични болни. Што треба да се направи на ова поле во смисла на рана детекција и третман, бидејќи имаме појава на вакви здравствени состојби? Па ние во нашето работење имаме и превентивни програми, тоест ги нарекуваме цели, кои што ги работиме и токму они се предвидени за откривање на рано откривање на овие проблеми. Тоа е една работа. Мислат ли граѓаните на време на своето здравје и така да го... Па малце не се баш ажурни во тој поглед, меѓутоа ние ги подсетуваме, имаме дури начин да ги повикуваме. И втора работа би требало, како што објаснив, да за хроничната терапија тие извештаите што се потребни од специјалистите, посебно само за препис на лекови, да тука нешто се поработи, да тие се олеснат. Например, да не мора, бидејќи имаме и многу возрастни пациенти што не се подвижни и не можат да отидат на тие предвидени контролни прегледи или на прегледи што се предвидени само за препис на лекарства. Затоа е потребно тука да се направи едно олеснување. Ние во преговорите предложивме тие специјалистички извештаи да траат неограничено, односно се до влошување на состојбата на пациентот. Бидејќи ние сме едуцирани да знаеме кога пациентот му се влошува состојбата. И на тој начин би се олеснило пристапот до новите лекови и полесно нивно препишување и подигање во аптеките. Затоа говориме гласно за да ги минуваме состојбите. Да, затоа тоа беше и целта на разговорот, одлична сугестија, доктора. Така некако и ќе завршиме секако податоците кои што ги користиме околу сите овие работи кои што ги зборуваме, дел се од Светската здравствена организација. Оттаму констатираат дека голем дел од домашниот буџет се уште кај нас се троши на лекови. Билјана, ако 25% од буџетот на вистина оди за лекарства, ќе успеат ли граѓаните со проширувањето на позитивната листа да заштедат нешто? Па, ќе заштедат, меѓутоа не многу. Според нас, заштедувањето доаѓа токму преку овие превентивни мерки за кои што зборуваше докторот, а фармацевтите се на некој начин најдоследни здравствени работници и токму тие превентивни мерки, фармацевски услуги, подсетување на пациентите за скрининг методи и скрининг тестирање се нешто што можеме и ние како фармацевти да ја подигнеме јавната свест. И според мене и според Сдруженијето на приватни аптеки, она кое што мора да го алармираме дека дел од буџетите треба да се одвојат за јавно здравствени кампањи, преку ваквите медиуми, телевизиите, да се дојде до пациентите, да се освестат дека на некој начин подобро да превенираме отколку да третираме. И на некој начин не само тогаш што ќе се заштити домашниот буџет, туку ќе се заштити буџетот на оваа држава, кој што за жал, како споменавме, третираме најчесто хронични заболувања. Зошто истите не можеме да ги превенираме? Сите ние имаме некаква генетска предиспозиција, животни навики кои што понекогаш штитат на здравјето и можеме да ги превенираме и на некој начин заеднички како здравствена фела и како медиуми можеме на некој начин да подпомогнеме да тие пациенти пред да дојде до хроничното заболување на некој начин го истретираме. Секако сметам дека има многу работи на кои што сите заедно можеме да поработиме и превенцијата е она за кое што за жал многу малку се одвојува и време и енергија и пари од буџетот на кој што треба секако фондот исто така да помисли. Јас се надевам дека гласот ќе допре до оние до кои треба да допре, па следното проширување на позитивната листа ќе го имаме брзо, но ќе го имаме во дослух со сите васалки кои што се необходни за тоа да биде успешно. Последното прашање пред да го имаме линковското вклучување и за двајцата. Докторе, на што најчесто се жалат во овој период од годината граѓаните? Прават ли овие температурни разлики и промени проблеми со здравјето и од друга страна, Билјана, колку пари се трошат за
настинки, за спреови за нос, за грло и слично. Зашто сум позитивна листа, имаме листа на своја рака, така, Така, велат да. граѓаните. Па да, сега временските промени на временските услови влијаат и на здравјето, на посебно на хронично болни. Тука се пациенти кои што боледуваат од хипертензија, срчано болни, и тие најчесто сега овие временски промени највише влијаат на нивното здравје. Тука се и настинките, бидејќи и кај нас имаме драстично намалување на температури, кои придонесува за полесно настинување, полесно настинки, и тука исто се голем број на пациенти се со тие проблеми. Значи настинки и хронично болни кои што реагираат на промена на овие нагли промени на температури. Одат ли пари дополнително од буџетот за овие? И како одат дополнително пари во буџетот, и заради тоа сметаме дека дефинитивно правите препораки да се превенира здравјето, него да се третира понатаму симптомот, е нешто што е дефинитивно и во рацете на сите фармацевти. А секогаш видиме фармацевтот како најдостапен здравствен работник е во позиција каде што пациентите бараат брзи инстантни решенија да освести дека симптомот секогаш не значи решение за самата болест. Кога гледаме дека после 3 до 4 дена немаме подобрување на клиничката слика, пациентите мора да се обратат кај матичните лекари за да понатаму она што било акутно не премине во хронично и дефинитивно, и така ќе го заштедиме домашниот буџет со правилни препораки. Благодариме за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро, за темите кои се од интерес на сите нас. Благодарам.